Фудбалското куп финале беше одиграно на националната арена Тодор Проески во Скопје, но воопшто не наликуваше на надпревар со вакво значење, имајќи ја предвид тажната слика на трибините, кои беа речиси празни, со исклучок на присуството на помали групи симпатизери на клубовите, како и блиските на фудбалерите. Дополнително, фудбалот беше на некој начин во втор план на вчерашното 33-то издание на финалето во домашниот куп, поради срамниот старт, кога навивачите на Шкендија не покажаа ниту минимум респект, па ја изфиркаа химната на Македонија во текот на незиното интонирање пред официјалниот почеток на средбата. Конечниот резултат во ова финале гласеше 1-0 за тимот од Кратово, предводен од Александар Васовски, а единствениот погодок вреден куп титула го постигна босанскиот интернационалец Ади Алич. Со вчерашната победа Силекс обезбеди и учество во квалификациите од Конференциската лига на УЕФА. Скандалозен беше и односот на фудбалерите на поразениот Табор при финалната церемонија, кога не го испочитуваа свечениот чин на доделување медали, туку одлучија воопшто да не ги примат одличијата. Ваквиот неспортски потек нивниот тренер Јетон Бечири не го осуди, туку на новинарско прашање само искоментира дека тоа според него е техничка грешка или пропуст. Од Фудбалската федерација на Македонија попладнево потврдија дека ќе биде отворена дисциплинска постапка против ФК Шкендија за непочитување на национална химна, користење пиротехнички средства, националистичко скандирање, истакнување на знамиња со недозволива, навредлива и нацистичка содржина, како и одбивање на играчите да ги примат медалите, односно покажување целосна непочит кон противниците. Од Министерството за спорт пак најавија дека ќе разгледуваат можноста за измени во законот за спорт, според кои ваквите случувања во иднина би биле ригорозно санкционирани со кратење на финансиската помош од страна на државата, како и одземање на решенијата за бавење со дејност спорт.